Почнуваме така што првин целата пропорција, целата композиција ја пренесуваме на хартија. Значи не почнуваме да цртаме првин топката, еве ни е интересно, па ќе почнеме топката, па после коцката, па како почнуваме да цртаме, зголемуваме и на крај немаме место за другите предмети, или ќе почнеме премногу мало, па имаме многу простор. Значи прво што правиме е ја пренесуваме целата композиција, односно ја мериме и ја пренесуваме на хартија. Значи се мери така што се зема визирка, моливче или нешто или игла и го ставаме врвот на иглата на едната страна. Пример, сега топката ќе мериме на едната страна на предметот и со прстите обележуваме каде е крајот на другата страна. Тоа е ширината. И така ја држиме визирката, ја ставаме вертикално. И гледаме дека нормално топката е 1:1, значи го мериме сразмерот на предметите. Во овој случај нели таа е 1:1. Да видиме цилиндарот. Цилиндарот ширината ја мериме и секогаш нели помалата димензија се содржи во поголемата. Значи првин мериме ширината и после гледаме колку пати ширината се содржи во висината. Значи ова е ширината на цилиндарот, земаме вертикално, ставаме нели прстите ги ставаме на почетокот на цилиндарот, мериме вака, можеме да се помагаме и со моливче за попрецизно, тоа е еднаш и до тука значи скоро 2 пати, малку помалку од 2 пати. Значи тоа е пропорцијата на цилиндарот. Тоа што го мериме како димензија, како вредност што ќе добиеме, нели вака ширината на цилиндарот, многу е важно да не ја користите на самата хартија, туку таа останува тука, затоа што примерот, фотографијата може секогаш е помала, а ние цртаме на многу поголема хартија. Ако пренесуваме така, ќе биде 1:1, ќе цртаме мал цртеж. Секогаш хартијата ќе не биде или поголема или помала, значи ние само мериме тука пропорција, а тука кај нас си направиме наша вредност врз основа на тоа колкава ни е хартијата. Значи првен што правиме е сакаме целата композиција да ставиме на оваа хартија од каде до каде ќе ни се движи. Значи секогаш сакаме да имаме таа широка слика, каде ќе ни е топката, каде ни е коцката, каде ни е цилиндарот. И после ги бараме секој поединечно, секој предмет. Затоа, за таа цел, ја мериме целата композиција, а композиција е нели трите предмети заедно во овој случај. Сите три ги мериме колку се во сразмер. Значи, мериме најниската точка е на коцката тука, а највисоката е на цилиндарот. И само ќе замислиме, нели, вака може да ставиме цилиндарот, нели? И ќе мериме, ќе ставиме доле, палецот ќе го ставиме кај коцката. Значи, ова е висината. Значи, на сите предмети, најдоле и нагоре е висината таа. Ја држам визирката, не ја пуштам и ја поставувам од едната страна. Ако мерите со десна, ќе ви биде тоа од десната страна. Кај топката, тука завршува, тоа е 1:1, значи еднаш е ова. И уште еднаш надаваме, коцката завршува и ова е некаде третина. Значи 1, 2, 3. Значи некаде еднаш и 1/3. Значи, сега што правиме? Сега ние тука на хартијата си правиме нова композиција. Нас не е битно само дека пропорцијата е еднаш на 1/3. Значи, висината, бидејќи е помала, висината ја поставуваме произволно ние како што сакаме. И се велиме дека логично некаде ќе оставиме малку простор доле, значи тука ќе ни почне коцката, најнискиот дел, и некаде цилиндарот би ни дошол, сакаме да е до тука некаде. Нели, реално да оставиме малку простор од страните. И сега оваа димензија ја мериме и ќе ја поставиме хоризонтално да добиеме еднаш и 1/3. Значи, ќе измериме, затоа ни требаат малце поголеми визирки заради хартијата. И сега ова е висината. Ја ставаме хоризонтално и ќе си одредиме ние сами
некоја точка која што може да ја поместиме лево десно, зависи од тоа како ќе ни се движи натаму. Ја ставаме вака, прстите ги ставаме тука и обележуваме еднаш и 1/3. 1/3 тука некаде доаѓа. И сега велиме дали е добро, не е добро, може ќе ви остане од едната страна повеќе, па ќе поместите малце поналево, понадесно. Важно, пропорцијата на целата композиција да е еднаш на еднаш и 1/3. Сега веќе знаеме позицијата на топката ни е тука ни е коцката, ова ни е коцката. Вие не стискајте толку кога цртате и ова е цилиндарот. Сега следно што веќе се наметнува како вредност е средината. Некако изгледа како коцката да е оваа страна на коцката е пола. Често пати ќе ви помага ако најдете половината на композицијата. И сега ќе мерам од топката до оваа точка. Истото ќе го пренесам од оваа страна и ќе видам дека скоро е оваа линија е скоро на половина. Значи за малку е поналево. За малку коцката е поголема. Сега како наоѓаме средина на композиција? Например, сега сакаме да најдеме средината од тука до тука. Каде е средината? Значи не користиме линир. Така што првин ќе направиме една точка, односно ќе обележиме некаде каде што ние од око мислиме дека е таму. И ќе измериме. Ќе измериме едната страна и ќе ја пренесеме на другата страна. И ќе видиме дека малце ми е поголема, па малце ќе ја намалиме, значи ваму. И еве точно малце понавака. Тоа ни е средината. И сега рековме дека малку од средината, малку налево е коцката. Значи, веќе добивме и од другата страна на коцката. И ова е коцката и ова. Сега, кога ќе имаме цела композиција како поставена во сразмер, следно е да ги најдеме секој елемент посебно, кокави се. Значи, почнавме со коцката, како ќе ја мериме? Значи, следниот предмет што ќе го мериме према целата композиција, према тоа што го имаме. Имаме само композицијата, ширината е таа и висината е таа. Значи, мериме ширината на коцката, сега нели ја измеривме дека е скоро пола, и сега ќе ја мериме висината на коцката, за да знаеме до каде ни. Секој предмет го мериме и сам со себе, висина со ширина, и потоа секој предмет го мериме спрема другиот. Например, колку коцки има во цилиндарот, пример 1/1/5, или висината на коцката, исто ја мериме во цилиндарот. Цилиндарот го мериме према топката, топката мериме према ширината. Значи, секој предмет со се мериме понатаму. Сега следно не останува коцката. Коцката е висината е таа и сега ќе измериме колку пати се содржи во ширината. Значи, сразмерот на коцката сега го бараме. 1:1. Значи, ова е многу едноставно. Коцката, значи со се горниот дел, крајната точка горе и крајната доле, кога ќе ги измериме, добиваме ширината на коцката. И тоа е многу едноставно, затоа што ние веќе имаме коцката. Ставаме вака и обележуваме. Сега може да ни изгледа голема, затоа следно се едно што ќе цртаме, може да го цртаме, сакам цилиндарот да го нацртаме, затоа што мислам дека малку ми е коцката поголема, ќе видиме дали доста висока, да видиме колку е коцката спрема цилиндарот голема. И ќе измериме ширината, односно нели коцката е 1:1, овака поставена. Ширината и рековме во цилиндарот е еднаш и
шестина, што знам колку е шестина, некоја незначителна. Значи вака, ако ова е коцката, сега, да, битно е ова каде е цилиндарот тука поставен. Значи, ќе се помагаме исто со визирката да поставиме вака хоризонтални линии, да видиме каде е позицијата на цилиндарот доле во однос на коцката. Дури може да обележиме до некаде и да видиме колку е тоа во однос на коцката. Дали е третина, еднаш, два пати, скоро како третина е. Значи на една третина од коцката е поставен цилиндарот. Значи тука некаде. Тука е. И сега мерам ширината и ја ставам горе, еднаш и точно толку и ни доаѓа некако шестина некоја. Значи, точно ни се погоди каде што ја означивме на почеток висината на цела композиција, толку е цилиндарот. Често пати се случува да не ни испаднат мерките. Ние ќе ги поставиме убаво, ќе ги измериме, ама може да малце поголема да ја нацртаме или помала и не е страшно да поправаме после, затоа ја оставаме од страните простор горе-долу, за да може да имаме простор да коригираме. И сега, значи тоа е цилиндарот, висината на цилиндарот, сега ќе најдеме ширината. И сега, затоа што тука ќе ни дојде негде кај коцката, најубаво е ние да ја исцртаме коцката, односно да ја најдеме оваа линија и ова горната површина колку се гледа. Вака тоа ќе го направиме. Ќе мериме едната и другата страна на коцката, значи колку е, дали се тие исти, дали едната е поголема, другата е помала. Значи десната страна е поголема, за ете толку за малку што се вика. Да видиме, ова е средината на коцката. Ако ја ставиме тука, тука треба да е коцката, страната на коцката. Сега, ова е многу битно, значи кога спуштаме линии, кога треба да спуштиме вака вертикални линии, за да не ни се коси, ние не ја ставаме иглата или ленјер обично исто кога сакаат вертикала да спуштат. Не го ставаме вака, затоа што може да ни биде подкосо. Или ако сакаме оваа линија е тука и сакаме надолу да ја спуштиме, ја мериме секогаш во однос на хоризонталата, на крајот на хартијата во хоризонтала. Гледаме да е паралелна. Значи, хартијата ме е паралелна со таблата. Тоа што правам е, ако оваа страна, оваа линија, нели, оваа точка, сакам да ја спуштам долу и да е идеално вертикално поставена, ќе ставам иглата на таа точка и доле значи, со прстите ќе ја блокирам иглата и ќе влечам надолу, долж таблата. Односно, ќе мерите од точката до крајот на хартијата и исто толку треба да биде и долу. Значи, не ставаме вака па да ја, нели, од око. Таа секогаш ќе биде малце, нема секогаш да е идеално поставена. Значи, и исто така и со другите две точки, например, односно линии, ако е оваа крајната линија, ние ќе земеме и ја мериме со крајот на таблата и тука ја означуваме долу. Може да направите уште неколку точки по пат.
Јас малце стискам за да се гледа на камера, не мора да стискате. На крај може убаво да се, кога ќе почне да се сенче да се. И така и со ова може да се види. Да, таа е. Сега. Сега треба да видиме колкава е оваа висина во однос на доле на овој дел. Значи, мериме, пошто ние ја имаме, нели, димензијата од тука до тука цела коцка, ама не знаеме оваа точка каде е. Затоа ќе измериме оваа површина, оваа вредност и ќе видиме колку пати се содржи во страната на, значи, еднаш, два пати, три пати и многу малце. И сега ќе земеме исто, како што рековме преска, произволно, например, мислам дека толкава треба да биде. И сега ќе мериме. Ќе измериме тука. И сега мериме 3 пати многу малце. Еднаш, два пати и гледаме 2,5 пати, значи е многу. Треба да намалиме. Еве тука да видиме дали е толку. Еднаш, два пати, 3 пати и повеќе, значи многу ја намалив, сега средна вредност нека. Може од другите тие точки што не се добри, може да се избришат, да не се буниме. И сега да видиме дали оваа точка. И така ги наоѓаме вредностите. Еднаш, два пати, 3 пати, малце, да, тука е. Малце. Значи оваа точка е ќошот на аголот. Не раб, како агол, како агол. Агол? Како теме. Теме се викаше. Ќе ставиме визирката вака хоризонтално и ќе гледаме дали овој раб и овој раб се на иста линија. И гледаме дека малку од оваа страна е пониско и автоматски и горе ќе биде од десна страна е малку пониски се темињата. Значи, ќе внимаваме на тоа и овие косините треба да ги најдеме со тоа што како ги бараме косините. Косините ги наоѓаме така што ќе ставиме визирката вака. Тоа е една од варијантите. И вака пренесуваме тука косината. Значи, тука треба да биде. А оваа е малце полегната, малце овој агол е по-остар, или како да биде. Полегната ова. И сега, или исто така може да не води, оваа кога ќе најдеме едната страна, еве ќе појачам. Значи, кога цртаме вака, кога поставуваме, убаво е да го држите моливот како минатиот пат што зборував, вака легнато и нема да ја вака сега затоа што сакам да стискам, да се види убаво и затоа го држам така. Ако повлечам една хоризонтала вака, малце треба од другата страна да е пониска. Темето. И кога влечеме вака линија од точка до точка, има повеќе начини. Едниот начин е да ја ставите вака раката и раката ви се одмара на подлогата и имате поголема контрола. И може и многу бледо, може неколку пати да поминете за да ја најдете таа линија. Втор начин на наоѓање на исцртување на линијата меѓу две точки е, сега ќе ви покажам со горниот дел.
И значи вака некако исто треба да е. Втор начин е, например, тука е точката и тука е точката. Ќе почнеме од една точка, ќе шкртнеме малце и ќе пуштиме. И некако повеќе во воздух ќе го влечете моливот, додека ви се навикне раката на движењето. Значи, тука ќе шкртнам малце, па ќе пуштам. Па тука ќе почнам, па ќе пуштам. Па тука ќе почнам и некако полека повеќе во воздух, полека и ќе стане таа појака линија. Мислам ова дека го претерав, сега ќе го измерам повторно. Значи, висината на... Гледате како оваа линија, овој раб е најголем, затоа што е према нас најблиску и другите се малку помали. Значи, овој раб треба да е поголем, во однос на овој точно помала. Само некако ми изгледа како да ми е повисока коцката. И овде треба да ми заврши, а треба да ја добијам, да, малце поголема. Океј. Не викавме и третина. Два пати. Уште еднаш треба да се внимава вака со да се биде прецизен. Два пати. Помоци. Да, не знам зашто. Ќе спуштам малце. Значи, ние мериме што мериме, ама исто така и се ослонуваме на очите. Некогаш ќе измерите некако. Може неубаво ќе го фатите моливот, визирката, непрецизно ќе измерите, милиметар многу менува. И ќе видите дека, нели, од око гледате дека малце ова е повисока коцката ни испаѓа и автоматски ќе премериме, значи премеруваме. Не мора многу на почеток да се замарате со овакви работи, ама јас објаснувам за да ги научиме еднаш, значи малце повисоко. Да ги слушнете и полека, не е лесно ова баш. Ето така до тука. Значи по-ниско треба да биде и автоматски и до тука треба да биде. Да, сега подобро. Ако ви е тешко на почеток мерењето, вие може првино од око да го нацртате и после може само да ги премерите да видите дали се точни. И исто така, кога ќе повлечеме една вертикала вака, гледаме дека оваа точка позади работот, не работ темето од позади е малце понадесно, значи ако повлечеме вака, тука некаде ќе дојде темето. Значи, не користиме ленир, затоа што сакаме раката да ја вежбаме. Знаеме со ленир дека ќе биде поубаво ќе биде, ама не е тоа поентата. Поентата е ние да се научиме и да извежбаме, да извежбаме нашата рака да црта прецизни цртежи. Така да не се секирајте ако не ви се нешто прецизни линиите, тоа е нормално. И сега исто можеме, нели рековме, на истата хоризонтала, оваа точка, од оваа точка која ќе повлечеме хоризонтала, тука треба да е малце пониско точката и ќе видиме, значи рековме вака,
ќе повлечеме оваа линија, значи малку ја повлекувам, па пуштам, па во воздух ја влечам до линија, до оваа точка. Па повеќе во воздух. И така некако ја наоѓам полека. И така ќе најдеме. И после кога сме сигурни може да ја појачаме ако сакаме. И оваа исто. Значи вака го фаќаме моливот. Дури може да не стискаме многу, може скрос на врвот да се фати. Може да повеќе пати да ја повториме, да вежбаме. Сега може да одиме на цилиндарот. Сега цилиндарот може да го видиме каде во однос на коцката. Еве, например, ќе измериме. Значи, точно на пола, меѓу овие две на пола, тука е цилиндарот. И исто така почнуваме, значи, со произволна една линија, точка и мериме дали е на пола. И ако е на пола, тогаш тоа што ни треба и ја ставаме тука. И тука. И сега го имаме цилиндарот. Цилиндарот е до тука. И сега ќе ја бараме ширината на цилиндарот во споредба со висината, затоа што имаме висината. И исто така влечеме една линија, исто многу бледо и кога ќе ја најдеме може да ја појачаме. И сега како рековме ширината. Може ширината исто, значи исто и во споредба со коцката, еднаш и малце повеќе од 1,5 пат. Значи ширината на цилиндарот во коцката оди еднаш и малце повеќе од пола. Значи тука некаде. Така. И сега исто ќе измериме ширината на цилиндарот во однос на неговата висина. Значи еднаш и рековме малце помалку од 2 пати. Значи вака е ширината. И мериме према повеќе. Така, толку. Значи ја мериме ширината и према коцката, затоа што ако нацртаме еден предмет добро, а другиот после ако сите ни се добро нацртани, меѓу себе не се сразмерни, значи топката поголема од коцката, значи затоа мораме да мериме секој предмет и према другиот. Сега цилиндарот го добивме и ова е незначително горе, оваа елипса не мора да мериме. Можеме да гледате како и минатиот пат, нели, доста цртавме кругови, значи многу нежни линии цртаме да ја најдеме елипсата. За оваа да ја повлечеме, ќе користиме, нели, ќе ја искористиме оваа линија, крајот, или може према оваа, значи во кафе цилиндарот и доле ќе спуштиме тука, уште една вертикала, тука, една точка и ќе добиеме цилиндарот, ќе го добиеме. И може слободно да цртаме преку, значи ако имаме тука топка и тука исто може да го исцртаме, и за да го добиеме
како форма. Но сега нормално е тука цилиндарот да е заоблен. И горе. И сега мене малце ми изгледа поширок од колку што треба. И затоа ќе премерам пак да видам. Некогаш при цртање знаеме да утнеме. Малце поголемо да го нацртаме. Некогаш при визирање може да направиме некоја утка еднаш и да видам. Значи малце ќе намалам. Ќе намалам ширината на цилиндарот. И сега надоле нема да влечам, туку ќе измерам први. Ќе измерам до крајот на хартијата. И ќе измерам тука, ќе најдам долната точка. И сега може да влечам. И сега е логичен цилиндарот. И после убаво ќе ги исцртаме овие детали. Многу е битно, ако можете, кога цртате, да се одвојувате малце, да се оддалечувате од цртежот. Секогаш кој ќе видам во монитор, затоа што не може многу убаво да гледам заради камерата на цртежот, не може многу убаво да го видам цртежот. И чисто пати имам тука монитор, од монитор гледам од подалеку и веднаш ќе забележам некоја грешка. И затоа и се црта и тие штафелаи затоа постојат, за да може човек да се оддалечува. Чекор 2 доволно е, не треба многу, да можете да се одвоите малце од цртежот и да видите. Веднаш ќе се забележи грешка. Или доволно е неколку моменти погледот да се тргне од цртежот, на друга страна и кога ќе се вратите на цртежот и веднаш може да видите што му фали. Сега ќе цртаме тупката. Малку, значи некаде е кај, значи меѓу овој раб како позиција. Ако повлечеме една хоризонтала од темеде раб е тука, а ова е над неа, значи некаде е тука и тука не би дошла тупката. Сега, исто така, мериме растојанието, го мериме меѓу предметите. Значи, ова не е незначителна димензија, не е многу нешто. Меѓутоа, кога има поголемо растојание, убаво да се измери. Значи,
можеме, не знам, да измериме ова и колку се содржи пати, пример, во едната страна од коцката. Точно, уствари, колку што е пола, колку што е од тука до цилиндарот. Пола од оваа страна на коцката, толку е растојанието. Значи, еве половината, таа ја баравме за да го најдеме цилиндарот. Волку е растојанието на топката, меѓу топката и коцката, во најширокиот нејзин дел. Значи, тука кај што е најтесно. А тоа е малце над, значи, тука над основата на цилиндарот. Значи, тука е топ. И сега исто, како да најдеме. Значи, оваа точка, односно линија, ни беше првично поставена дека композицијата ќе ни се движи до тука. Меѓутоа, сега може и да не е тука. И најверојатно нема да биде, затоа што топката може да е помала и ќе треба да ја избришеме и ќе ја прилагодиме. Значи, не се држиме стрикно до тие мерки што првично ќе ги поставиме, затоа што првите мерки се и повеќе не се толку прецизни. Сега како мериме секој детал, ги менуваме тие вредности. Значи, сега ќе ја мериме топката. Топката е 1:1, значи било кој дел, дали ширината или висината ќе го измериме, и ќе видиме колку е према цилиндарот големо. Значи е поголема за малку од цилиндарот. И во коцката се содржи еднаш и малце помалку од 1,5 пат. Многу е битно да ги мериме предметите и према, значи, еден предмет према сите други предмети, затоа што може да најдеме некоја грешка, може би цилиндарот не е недобро нацртан и може би ќе бидат различни тие мерки, затоа сакаме да секој предмет да го мериме, со секој предмет да го мериме предмет. Значи малку повеќе поголемо од цилиндарот и тука е еднаш и малку помалку од ширината на описпај. Значи не сме отишли многу. Односно, точно сме спаднали во првичните мерки. Ова е ширината на топката и ја мериме и ставаме. И сега, за да ја ставиме вертикално, да исцртаме, треба да видиме каде е незината основа, каде лежи, односно ставиме тука една хоризонтала пред топката и ќе видиме каде е таа некаде тука. Односно, имаме горната точка и само ќе измериме ширината и исто толку и висината и ќе добиеме тука. И сега ќе провериме пак. Битно е да е таа над коцката, затоа што коцката е најдоле, најнапред, па топката, па цилиндарот. Значи, тука е, ова е топка. И сега, како минатиот пат, направиме еден круг. Многу бледо. Значи, не земаме вака, да, нели, јако да нема да убаво да ни испадне, туку по-лабаво и правиме кругови. Движењето е од рамо, затоа, значи, кога го држиме вака моливот легнат на брв, движењето е од рамо. А ако го држиме вака, тогаш движењето е од зглобот и немаме голема контрола врз цртежот. И кога ќе почнеме да наоѓаме таа линија, може да ја потенцираме, може на некој место да ја појачаме, може... И сега ќе почнеме да ги дефинираме сите форми.
полека ќе почнуваме да сенчаме. Тука ќе објаснам и за сенчење и за валер. Само првен да ги видиме сртежите. Сенчењето после, ако цртежот не е добро нацртан, после сенчењето е лесно, нема многу за размислување, повеќе одзема време, ама не е тешко, не бара многу размислување и затоа е многу побитно да, значи многу е битно да е цртежот добро нацртан и да не се ослонуваме на сенчењето дека со сенчење ќе го подобриме цртежот, тоа не може да биде. Мора да е добро нацртан цртежот за да може после сенчењето да се дојде како врз. Инаку со сенчење може само некои делови да ги поправиме, ама ако не ни е добро извизиран цртежот, ништо не ни помага, освен да извизираме. Сега малце ќе позборуваме и за сенчење и за валер. Значи, кога сенчењето се користи за да се добие валер, што е валер? Валерот е многу битен и особено е битен за сликање. Обично мислам дека за да сликаме треба да ги познаеме боите, но ова е многу битна работа. Дефиниција за валер е количество на светлина во боја, односно колку е светла или темна бојата. Дали е темно плава или светло плава, значи ако една слика гледаме црно-бело, тоа се, значи ги гледаме низините валерски вредности, колку е како овде на пример позадината е темна, ова е посветло, ова е уште посветло, ова е најсветло, значи таа градација се вика валер и сенчењето се користи пред се за валер, односно нели да се направи да се добие таа светла сенка. И исто така сенчењето го користиме за добивање на текстура. Текстура е представување на предметот, односно од што е изработен тој предмет. Сакаме на пример да представиме памук и сенчењето ќе биде со по-различни линии, отколку, например, кога би цртале метал или стакло или трева. Значи, со начинот на сенчење, со движењето на линиите, ги доловуваме тие текстури. Денес ќе работиме валер и затоа ја работиме оваа техника, односно мртва природа на геометриски тела, сите се бели, осветлени на начин на кој што тие фрлаат некакви. Сега ќе ги добиеме со сенчање, значи што ќе правиме тука? Ќе ги оставиме овие што се најсветлите делови, од коцката ова ќе оставиме бела на хартијата и овие страни. Следно, потемнина следно е можеби горните делови. Многу лесно се гледа валерските вредности, односно многу лесно се гледа што е темно, што е светло, ако малце ги подзамижиме очите, затоа што кога ќе ги подзамижиме очите, не гледаме детали и како дефокусиран поглед, ако гледаме и ќе видиме одмаш што ни скока напред, што е најсветло, ова е најсветло, значи со подзамижени очи, па ова, веднаш можеме ова, па ова, значи ова и ова. И нели добро фрлените сенки. Ова фрлена сенка е доста јака. И долниот дел е потемен, овде малце посветол. Како сенчаме? Нема строги правила за сенчање. Значи, како што сите пишуваме и сите пишуваме исти букви, а сите различно ги пишуваме, така и сенчењето. Сенчењето е еден вид на ракопис и тоа е наш личен израз.
нема строги правила. Може евентуално основни некои работи за сенчењето се дека сакаме да ја доловиме формата, односно ако ова топка, па сенчењето ќе биде со кружни, со полукружни движења. Јас обезбедив тука и 3B молив. Може и за минатиот пат исто спомнав. За сенчење може да користиме B моливи, односно обично користиме B. Значи, да се гледа ова е 3B, ама има 4B, 6B, 8B. Што е поголема бројката, моливот е поцрн. Иако убаво е да се сенча првен со HB, да не се скока одма на јак молив, затоа што може да претемно да сенчаме, па да не можеме да избришеме. Значи, ја малце појако сенчам, односно прекажувам за да се гледа на камера, значи може вакви да влечете линии, значи ја пратиме формата. Значи нема вака да сенчаме круг. Се јас нема ќе ви демонстрирам и нема цртежот, не знам да ми биде некој перфектен. Значи вака, иако и ова може да биде интересно. Немам зашто да не, се да биде во исти линии. Ама и основни правила се тоа. Значи, сенчаме со такви движења и може унакрсно другите да одат надолу. А ако не сакате да ви се гледаат линии, сенчете може и со ситни кружни движења. И бледо, за да не ви се гледаат линии, со тоа што ќе мора 3-4 пати да се навраќате на местата каде што е многу темно. Ако имате многу темна површина, ќе почнете со побледо, па ќе се вратите пак уште еднаш, па уште еднаш ќе се вратите и веќе трети пат може да почнете да стискате, затоа што ако почнеме да стискаме во старт, и веќе не е убаво. Не се убави движењата, не е убава, не е. И ако случајно па и нешто не е грешно, треба да бришеме. Значи, почнуваме со нежно. Не мачкаме, овака не мачкаме, тоа најчесто нели така правиме на почеток и треба да се одвикнеме од тоа. Прстите ни се масни, кој нашата кожа нели има масноти и заради тоа неравномерно ни е сенчењето, односно кога ќе фатиме на некој место ќе биде потемно, на некој место ќе биде посветло заради таа маснотија и некако изгледа неубав цртежот. Иако ова не е професионално. Значи ова вака не сенчаме вака. Значи сега вака можеме да одиме едно по едно. Може дури може и нели вакви линии да правиме. На некој начин да ја сугерираме формата. И вака. Може да избегаваме долги линии, пошто долга линија немаме многу контрола на долга линија и таа секогаш ќе биде малце негде потемна, негде посветла. Не можеме да ја немаме контрола толку и подобро е можеби пократки отколку овака да земеме пример вака, ова не е долги. И оштар молив. Да, баше. Побаво се сенче исто со тап молив. Значи може да се го истапите моливот. Може и. Значи кога е тап не ни остава моливот линии.
Постепено. Оваа граница не е јака, не е остра, постепено оди. Кога сакате да представите нешто многу бело, например во овој случај, тие се гледаат дека се бели гипсани тела. Кога сакаме да представиме нешто бело, да го појачаме, да нели да е тоа многу бело, тоа што ќе направиме е ќе ја затемниме позадината, односно тоа што е до белото, што повеќе го затемнуваме, тоа белото ќе стане побело. Значи во овој случај помага позадината. Сега нема да имаме време и нема потреба. Вие ако сакате дома да ја сенчате позадината и кога ќе ја ставиме цела таа црна позадина, тогаш ќе дојдат овие бели предмети, ќе дојдат уште повеќе. Вака изгледа многу лошо. И затоа помага односно и треба во исто време да се работи и позадината и предметите. Сега во овој случај фокусот ни беше визирање и начини на сенчење. Нема сега да одиме до таму, ама во други прилики ќе работиме. Значи, викаат дека секогаш цртежот или сликата треба да биде завршена во секој момент. Значи, не цртаме на едно место, не се задржуваме да направиме до перфекција, а на друго место да не ни е почнато. Туку секаде помалце одиме на секаде, па после пак се враќаме и во секогаш на целиот цртеж работиме помалку. Затоа што сега во моментот оваа топка изгледа црна, а ако ги засенчаме другите делови позадината, ќе видиме дека топката веднаш ќе се промени. И често пати ќе вложиме многу труд во нешто и кога ќе ставиме позадината, кога ќе ги ставиме другите работи, и ќе ни се смени и можеби и нема да ни се допаѓа, па ќе треба да го менуваме. Особено кога се работи за сликање. Да, уште една работа, кога сенчаме, сакаме тие линии сега, значи првин кога ги поставуваме предметите, сенчаме и нормално е дека линиите ни помагаат да ги дефинираме предметите. Кога ќе почнеме да сенчаме, треба тие линии веќе да се губат, за да се добие по-реалистичен цртеж. Значи, вака сега како што сенчам горе, ова не е добро, затоа што овде ми се гледа линија, а оваа површина не е многу темна. Значи, валерот е ваков некој. И сега позадината ми е темна. Значи, линијата треба да припадне или на предметот, или на позадината, или како две површини. Треба да има како две површини да се спојуваат и да не се гледа линија измеѓу тие површини. Например, тука ќе направам сега во однос на коцката на предните делови ќе го доловам тоа. Значи, гледате дека тука ја пратам при сенчењето, ја пратам оваа линија, значи може и сенчам со пократки линии, моливот е легнат и може да се надаваат тие линии без опасност да се гледаат линии, тие се по-уедначени. Не стискам, пошто и ова не е многу темна оваа површина. И сега што правиме? Тука ќе ја подзабришеме, значи тука ќе оставиме бело од хартијата. Не може вака да биде линија да се гледа, туку треба таа линија да припадне на оваа површина, односно темнината на линијата треба да биде колку ова. Значи треба бледа да. И темето тука. Значи тука ќе подзабришеме и не сакаме да ни се гледа потемна линија. Нема логика, ние не ги гледаме така предметите. Не гледаме оваа површина бела, оваа светла, а тука темна линија.
и ќе гледаме да е линијата да исчезне, односно да припадне на површината од узгора на тоа што се, затоа што ова бело, другото треба да биде. Тука ми е јака, ама тоа ќе припадне на позадината, која ќе затемнам оваа црна, тогаш ќе се изгуби таа линија. Истото ќе направиме сега со оваа линија. Значи, оваа површина ни е потемна. И во тој случај треба да, кога ќе ја сенчаме, оваа линија да припадне на оваа површина. И да ќе ставам. И ево вака, значи да не се гледа линија, туку да биде како може малце поголем контраст, ево ќе појачам малце. Ова е многу битно исто. Исто линиите, значи кога се е коцка, нормално линиите да се прави, не сенчаме со кружни. Значи вака треба да се гледат, да нема линии. И сега негде тоа зашто ќе се гледа повеќе ќе подзабришеме, значи ќе ги бришеме и ќе ги дотеруваме. Може и коси линии. Нема правила. Некогаш може и во сите правци да се сенча. И тоа е некој начин на сенчање, може баш така да се сенча. Нема правила. Уште една работа, кога цртате, да не ги зашмрлјувате цртежите, нели сега кога цртам на коцката, цела топка ја доведувам во опасност да ми се размачка. Што правиме? Ќе земеме друга хартија, весник, било што, и ќе ставиме на местото каде што сакаме да ја ставиме раката. Значи ќе покриеме тоа, пример ова ми е лист, и ќе ставам тука раката и тогаш ќе сенчам. И така нема опасност да ми се размачка, ушмрља листот, и како се движам низ цртежот, како одам нели после кај цилиндерот и го шетам листот. Ќе појачам да се гледа. Значи, најбезбедно да се сенча бледо и неколку пати да се повторуваат како повеќе слоеви да се. Така е најбезбедно. И сега тука исто не сакам да ми се гледа линијата, може малце да се подзаврши, да не биде таа потемна од површината. Иако мислам дека ова е доста темна е оваа површина, оваа страна на коцката. И доле исто. Доле обично, нели тие како што одмараат на површината, знае таа линија да е јака тука, да е природно, нели да паѓа негде сенка и да е негде потемна. Значи тука има логика да е појака линија и не сакаме да е таа од почеток до крај јака, како одсечена, пресечена, туку малце негде појако, негде послабо. Значи доле може да се
стави така малце појака, да се појави линија, затоа што таа реално ја гледаме како линија. И тука ќе внимаваме. Значи, тоа е тоа. Одзема време, сенчењето бара доста време, ама пак не е толку напорно како визирањето. Сега само ги, ова е како некој начин боење со молив. Овака. Каде што се површините, значи тоа е тоа што сакаме да го добиеме, да нема линија. И после некој време моливот нема да биде остар, ќе биде тапи, поубаво ќе се сенче. Ова ќе треба потемно да биде, ама сега првично го сенчам по бледо и после ќе го појачам. Меѓутоа не е одма, не е сега, значи оваа страна треба малце да е по-темна, меѓутоа сега ќе одам на другите на цилиндарот и после пак се враќаме. Тука ова, значи овде дека покажав многу јако го направив, иначе по принцип дека тука нели покажав начине на сенчење, малце појако ми излезе од колку што сакав. Ама тоа е тоа. И сега, значи гледаме дека сенката е скоро тука каде што е темето на малце повнатре. Сега цилиндарот може и вака да го сенчаме, значи вертикални движења. А може да има и вакви. Може исто така кружни, нежни движења каде што нема да се гледа линија. Се тоа зависи од како вие сакате да сенчете, да ви изгледа листот, тоа цртеж. Сега оваа линија, например, е доста јака, меѓутоа таа линија припаѓа на позадината и сега ќе, чисто за пример, на некој места ќе исенчам и позадината. Горе логично е вакви да се движењата, што тоа е рамно. Нема логика да се вакви движењата на сенчењето, нели? Значи одиме по површината. И ако подзамижеме со очите, ќе видиме дека малце потемна од овој дел, ама е посветло од овој дел. Значи некој среден валер, значи ова е најсветло, па тоа, па оваа страна најтемно. И сега тука гледаме да
да нема линија. Иако тука се јавува нека линија, ама заради предметот таков е. И сега ќе порачаме тука, ќе затемнеме уште повеќе. И ќе гледаме таа линија да ја претвориме во површина. И сега тука гледаме во однос на коцката, малце е потемен цилиндарот, но не многу. Јас ќе сенчам со вакви вертикални линии. Така ми е поубаво. Некако, заради начинот на осветлување, некако гледате дека најтемно е како оваа линија тука да е најтемна, па малце осветлува навака. И навака уште повеќе. Значи, најтемно е во центарот на цилиндарот. И сега тука треба да внимаваме, значи да нема линија туку. Исто да бидат тоа две површини, една на цилиндарот, една на коцката. Значи таа линија сакаме да исчезне. И постепено на оваа страна се осветлува. Овде исто горниот дел е посветол. Значи вака, многу битно тука. Значи таму каде што се спојуваат површините, е битно убаво да ги прецизираме, да е убаво исцртано. И тука оваа ќе се малце ќе се осветли таа линија, затоа што е и сенката оди позади, значи коцката е во овој дел најсветла, односно до тука, нели, како што паѓа, сега гледаме негде тука доаѓа таа фрлената сенка. До таму цилиндарот е потемен и оваа точка, нели оваа линија ќе припадне на позадината. Тука исто продолжува, меѓутоа не се приметува толку затоа што тука фрлената сенка е многу јака. Навака благо
преминува во бело. Сега тука може да, значи оваа фрлена сенка може да биде исто решена со вертикални линии, значи вакви. Бидејќи е фрлена на коцката, коцката има таква форма и тука ќе гледаме да оваа ќе затемниме доста, со тоа што нема од прва да сенча многу јако, туку послабо и после ќе се вратиме пак. Може исто и вакви линии да се појават. Ова е баш црна, многу темна. Сега уште еднаш ќе појачаме. Има добро, има и таа доле. Сега гледаме дека подлогата е потемна од предметите и е некаде како валерски, како оваа, значи прилично темна. Со тоа што тука фрлената сенка може и уште појака да биде. И еве и тука да направиме, например, топката. Ако ја затемниме позадината. Тоа ќе биде, и тука линијата ќе треба да припадне на позадината. Можеме да ја подзабришеме малце и да ја оформиме на тој начин што ќе сенчаме позади. Подлогата ќе ја сенчаме и така да добиеме топката, така ќе добиеме. Значи да нема линија тука. Сега ќе го искоригираме после. Тука најтемен дел е уствари подлогата, отфрлената сенка. И за вакви некои делови ќе ни треба појак молив, тие што се бемоливите. Значи, ова е затоа што е подлога, хоризонтална, има логика да се сенча хоризонтално. Со тоа што околу топката е тешко и може и вака да следиме формата на линија, обликот на топката. Значи, со вакви движења потешко тука ќе можеме да влеземе, така да може и некој вакво движење да се направи и после да се... Значи, нема опасност ако цртаме, ако сенчаме побледо,
Нема никогаш опасност да направиме нешто што ќе треба после да го бришеме. Уште повеќе ќе треба да ја исенчаме оваа подлога, пошто е доста темна. Значи сега вториот пат може ќе ни биде потемно. Со 2 слоја, 3 слоја и ќе добиеме значи тоа е тоа што треба да го добиеме. Да нема линии и може тука ќе биде доста треба да се затемни. Прво исто така ќе направиме оваа да не е многу јака доле. Дури може вака. Значи тука бајаги фрлената сенка е по темна од топката, тука ми излезе мене многу топката многу ми излезе темна. Што таа темна е тука, на средина и после осветлува. И тука ќе внимаваме да немаме линија. Значи ќе сенчеме позади, односно долу. И тие исто може да бидат хоризонтални линии. Не следат на формата на масата, на подлогата. И сега можеме уште еден слој потемно. И уште потемно, ваќе треба доста да се затемнува. Тука како коцката малце да е потемно од позадината, малце тука е така нејасно. А на оваа страна пак доле е посветла. Ова потемно. Значи подлогата е тука потемно. И тука околу топката. И уште еднаш можеме да одиме, ептен да добиеме црно, значи колку повеќе се враќаме, може повеќе да стискаме, веќе нема опасност да се добијат некои јаки неконтролирани линии, како кога би сенчале јако на бело, веќе кога има подлога, тие се по неутрализирани движења. Тоа се така по тие делови кои што се по-битни. Значи ова уште малце треба да се затемни а тука имаме фрлена сенка исто. Тука има фрлена сенка.
убаво е да се стави позадината, нели да се појача. И сега во овој случај, на пример, ако сакаме некојаш и позадината да ја поставиме, не мора да се црта, односно да се сенча цела позадина. Доволно е овој дел само да се обработи околу предметите. Значи околу нив да се исенча тука и не мора до крајот на хартијата цвет тоа да биде, него само колку да се добие ефектот на тие предмети дека се тие бели, највеќе ќе се добие со тоа што ќе се стави црно. И тука околу топката нормално дека ќе мора и вакви некои движења да правиме за да убаво ја исцртаме таа. Веќе топката ќе се добие форма на овој начин. Значи, тоа правиме како да го добиеме предметот со тоа што ќе ја обработуваме позадината. Значи, сенчејќи ја позадината, ние ја цртаме топката.
Не така, значи до тука можам да го сенчам и навака не мора. Значи и може постепено да се губи. Да не е вака одсечено, значи кога ќе стигнете до некаде, да ја опфатиме топката, например. Например, сенчам до тука и постепено да се губи. Како тука што ми се губи постепено, така и позадината нека се губи постепено. А ако ви е мера како сакате, можете и цела површина да ја исенчате, а ако не, само да се опфати, да се добие тој ефект, нели, позади предметите да се сенча и постепено нека се губат тие светлината. Нека се губи постепено. Значи да не е вака пресечено, тука пошто уште имам, например. И уште ќе ја терам до тука некаде. Е така некој. И постепено исчезнува. Со тоа што тука треба уште, нели, уште, како тука што е темно, уште еднаш ќе треба да поминам со моливот да се добие таа црна. Тука ова е баш црно.